Германскиот канцелар Ангела Меркел побара од европските лидери да најдат заедничко решение за мигрантската криза. Во интервју за телевизијата АРД, Меркел изјави дека не постои план Б, доколку европските лидери не успеат да постигнат согласно со Турција, како да го намалат бранот мигранти и бегалци од Сирија, Ирак и Авганистан во Европа. Европската унија не сме исто така да дозволи Грција да западне во хаос поради приливот мигранти, рече германскиот канцелар Меркел, откако илјадници мигранти се блокирани на грчката територија по затворањето на границите по должината на Балканската рута. Дали навистина можете сериозно да верувате дека сите земји на еврозоната се бореа Грција да остане во таа зона за на крај една година потоа да се дозволи Грција да западне во хаос, рече таа изразувајќи голем оптимизам дека Европа ќе застане заедно и ќе успее да се справи со кризата. Ова е многу важна фаза во нашата историја, оцени Меркел. Лидерите на Европската унија и на Турција ќе се сретнат на 7 март за да разговараат за кризата која донесе над 1 милион луѓе во Европа само во минатата година. Во неделата Атина предупреди дека бројот мигранти на грчка територија во март ќе достигне 70.000 и тоа поради квотите што ги воведеа земјите на Балканската рута. Во минатата недела НАТО обелодени дека бродови на Алијансата, кои веќе се наоѓаат во Егејско море, ќе собираат разузнавачки и други информации за шверцерите на луѓе, кои потоа ќе им бидат давани на располагање на крајбрежните стражи на Турција и на Грција. Доколку овој план биде спроведен, тоа би можело да доведе до намалување на приливот на мигранти за околу 70%, оцени грчкиот министер задолжен за миграции Јанис Музалас, наведувајќи дека Грција побара итни финансиски средства од Европа за да се справи со кризата. Според него во Грција моментално се наоѓале над 22.000 бегалци, додека на грчко-македонската граница имало заглавено над 6.000. Во меѓувреме унгарскиот премиер Виктор Орбан изјави дека Европската унија може да го запре приливот мигранти, но оти нејзините лидери не сакале да го сторат тоа. Доволно лошо е тоа што Брисел не може да организира одбранбен систем, а уште полошо е што не постои ни волја за тоа, изјави тој во годишното обраќање до нацијата. Иднината на Европа не ја загрозуваат само оние што сакаат да дојдат, туку и политичките и економските лидери, како и интелектуалците, кои се обидуваат да ја претворат Европа во Европа против европскиот народ, оцени Орбан, критикувајќи политиката на отворени граници на германскиот канцелар Ангела Меркел.